Според голем дел од експертската јавност, токму ниските рейтинзи се причина за ескивирање на различни начини на изборите од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Во таа насока се и денешните резултати, процентите од последната анкета на Институтот Павел Шатев, како во однос на тоа која партија сметаат граѓаните дека ќе излезе како победник на следните парламентарни избори, така и во однос на довербата и позитивното или негативното мислење кое го имаат за лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Речиси 50% од граѓаните сметаат дека ВМРО ДПМН ќе излезе како победник од предстојните парламентарни избори, додека околу 20% сметаат дека тоа ќе биде СДСМ. Речиси 3 пати е поголем процентот и на граѓани кои што имаат доверба 30,4 во Никола Груевски, за разлика од Зоран Заев, во кого веруваат 11,8. Обратни се процентите, да речеме, кај Груевски и кај Заев и во однос на тоа дали граѓаните имаат позитивно или негативно мислење, над 50, односно околу 20%, зависно за тоа за кој лидер се зборува. Предлагам да го погледнеме и прилогот околу последното истражување на јавното мислење за партиите и политичките лидери. Речиси 50% од граѓаните се убедени дека ВМРО ДПМН ќе победи на следните парламентарни избори. Победник во СДСМ гледаат само 20,2%. Ова го покажува последната анкета на Институтот Павел Шатев, спроведена од 6 до 8 мај врз 1070 испитаници. Во споредба со претходната анкета на овој институт, рейтингот на ВМРО ДПМН е поголем за 0,1%, додека на СДСМ бележи пад за 0,7%. Според истражувањето, граѓаните во лидерот на ВМРО ДПМН имаат повеќе од 3 пати поголема доверба, отколку во лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во Груевски веруваат 30,8%, а во Заев 11,4% од гласачите. Груевски ја задржува истата популарност од претходната анкета од 20 до 22 април, а на Заев е намалена за 0,6%. Над половината од анкетираните, 53,7%, имаат позитивно мислење за Груевски, а 31,4% негативно. Кај Заев пак ситуацијата е обратна. Дури 58% имаат негативен став за лидерот на СДСМ. Само 22,6% имаат позитивно мислење за него. Негативниот став за Заев се зголемил за 11,3%. Позитивното мислење пак за Груевски се зголемило за 2,8%. Повеќе од половината, 54,4% од испитаниците имаат позитивно мислење и за председателот Ѓорги Иванов. 30% си изјасниле негативно. Огромен процент, 88% од анкетираните, рекле дека не чувствувале притисок на денот на изборите. Со одговор не знам или без одговор биле 12% од граѓаните. Речиси сите кои што во континуитет излегуваат како истражување на јавното мислење како за политичките партии, така и за лидерите, покажуваат значителна разлика како на ВМРО ДПМН во однос на СДСМ, така и на Никола Груевски во однос на Зоран Заев. На тоа посочуваше експертската јавност како причина поради која што СДСМ сака да ескивира уште едно изборно соочување. Сепак денеска владеачката партија, односно опозицијската партија, излезе со став дека се работи за штелувани анкети по партиски инструкции, кои што не ја отсликуваат реалноста, односно вистинската популарност и вреднувањето на ВМРО ДПМН и СДСМ од страна на граѓаните. Значи, наспроти анкетите во континуитет и резултатите од нив, СДСМ ги смета за партиски директиви и за штелувани податоците во нив.